Не се јаде статистика, не се јаде бруто домашен производ. Единствено е важно ако граѓаните на терен осетат нешто субстанцијално, значи нешто материјално да им се подобри стандардот. Тој е некој раст кој што ние сме го имали и веве и порано во времето на Груевски, во времето на ВМРО-ДПМН. Тој е некој раст на БДП, тој иде кај нас во македонската економија пирамидално и ако воопшто има нели некој бенефит имаат само најбогатите слоеви од ова општество, за жал. Ја имаме веќе 2,5 години, значи неолибералната власт на ВМРО-ДПМН. Јас мислам и дека и апсолутно граѓаните не чувствуваат никаква промена, посебно материјални во сиромаштијата. Значи ние ако имаме 22% сиромаштија, тоа е 22% на огромно иселување. Значи имаме над пола милион граѓани кои што не се тука. Значи колкава би била таа бројка ако ние колку толку фактички со иселувањето на некој начин се амортизира таа ситуација да не стане преекстремна и ако и вака фактички е екстремна. И во овие 35 години, значи реално тие цифри кои што ви кажа колегата се точни, значи тоа е од 7 години владењето на СДСМ. Поентата беше дека заради економски реформи ќе дојдат на власт, ќе го имаме тој часовникот со долгот и така натака. Ние видовме како тој долг енормно порасна, на часовникот него ни видовме, така да катастрофалната економска ситуација оваа 35 години од 21 навака е апсолутно вина на двете големи партии, затоа што тие имено си го имат поделено времето на фактички на владење. И за жал јас не гледам некоја промена, се додека се тие две партии на власт, се додека се менуваат, ситуацијата нема се промени на подобро.